Законот за високо образование постојат механизми за евалуација, односно проверка на квалитетот. Зошто ти не работи? Тоа пред се обврска на Одборот за акредитација и евалуација, меѓутоа сега за сега не се имплементираат тие одредби и Министерството за образование и наука, односно владата, увиде дека некои од одредбите не се имплементираат и токму затоа излезе со ваква идеја да евентуално при нови измени на Законот за високо образование да поведуваме нови механизми, односно да има измени и дополнувања, некои од актуелните решенија можеби би се укинеле и да се воведат нови механизми. Еден од тие може да биде државен испит, надворешна евалуација или друг вид на евалуација. Не е според вас спорно како може со еден испит за еден предмет да се испита квалитет? Мислам, малку е чудно со еден испит да се испита квалитет на 4 годишни студии. Мислам дека е тоа малку чудно. Вака, ако споруваме едноставно дека ќе има само еден испит и дали може тоа да се проверува, изгледа дека е чудно. Меѓутоа, доколку се одлучиме да има навистина државен испит, секако дека тоа ќе биде добро разработен и пред се ќе биде врз основа на програмата која е акредитирана во Одборот за акредитација и евалуација. Значи, прашањата би биле повлечени на некој начин од тоа што е веќе акредитирано. Нема да биде нешто ново или непознато за студентите. Тоа што го поминале низ 4 години, како испити, тоа би било како прашања во државниот испит. Меѓутоа, сега за сега споруваме ипотетички, немаме ништо конкретно. Мешавина, некоја повеќе испити, повеќе предмети? Да, од сите предмети кои ги поминал потомаш. Меѓу многуте конфузни мотиви за воведување на оваа мерка, најчесто спомнуван мотив, како што чухме и пред малку во излагањето на министерот, е зголемување на квалитетот на образование. Меѓутоа, она што воопшто не се спомнува е дека квалитетот на образование како термин е всушност мултидимензионална категорија, која ако го земеме во предвид упатството за критериуми за начин за обезбедување и осигурување на квалитет документи за работа во МОН, во суштина треба да го гледаме низ призмата на 4 сегменти: организацијски менеджмент, изследување, настава и учење, истражување, развој, општествена правност. Во истото тоа упатство, секој сегмент од овие 4 е разработен со своји посебни индикатори. Логично се поставува прашањето, доколку тврдиме дека имаме проблем со одржувањето на квалитетот во високото образование, кои од овие индикатори, изработени од страна на МОН, системски не се исполнува, затоа што оваа мерка е предвидена и за јавните и за приватните универзитети, и на која основа се донесени овие заклучоци. МОН во најавата на мерката не ги дава овие одговори, што се неопходни да утврдиме дали на вистина предложениот модел ќе ги реши лоцираните проблеми. Понатаму, во мојот одговор сакам да зборувам за 3 сценарии. Дури да постои јасно издиференциран проблем, а дискутабилно е дали постои такав, веќе имаме механизми кои толку доследно се применат би го решиле проблемот. Второто сценарио е: дури да утврдиме дека постоечките механизми не се функционални, оваа мерка не е во согласност со меѓународните стандарди за надворешна евалуација, особено во делот автономија на универзитет. Третото сценарио: дури да е во согласност со концептот на автономија, оваа мерка го скратува правото на студентот на образование. Во однос на првото сценарио, дури да утврдиме дека високообразовните институции имаат проблем со исполнување на некои од критериумите преку кои правиме оценка на квалитетот, односно го обезбедуваме квалитетот, веќе постојат механизми кои би требало да ги решаваат овој тип на проблеми. Секоја високообразовна институција спроведува само евалуација, ангажира надворешен субјект кој врши надворешна евалуација, дополнително на секој 5 години подложи на надворешна евалуација од страна на Одборот за акредитација и евалуација, на основа на која може да биде одземана акредитацијата за работа. Постава прашањето дали Министерството признава дека овие мерки не исполнуваат собствената цел. Дури да е така, зошто не дискутираме како да ги направиме овие механизми функционални, наместо да воведуваме сосема нов механизам. Например, јавноста многу малку е запознаена со работата на Одборот за акредитација и евалуација. Одборот нема своја веб страна на која според правилникот кој регулира неговата работа е должен да ги објавува следниот тип на документи: мислење за основање на јавни образовни установи, решенија за акредитација на високообразовни установи, единици на високообразовни установи и програми во рамките на високообразовните установи.